Пирамидите во Гиза. Некрополата Гиза, сместена во непосредна близина на Кајро, е веројатно најпознатото античко место во светот. Пирамидите во Гиза биле изградени во текот на 3 генерации од Куфу, неговиот втор владетелски син Кафре и Менкауре. Големата пирамида на Куфу е најстариот и единствен остаток од 7 чуда на античкиот свет. На 2 милиони блокови од камен биле користени за изградба на пирамидата во текот на 20 годишниот период, кој завршил околу 2560 година пред новата ера. Големиот кинески ѕид. Кинескиот ѕид бил изграден, обновен и одржуван помеѓу 5 век пред новата ера и 16 век, за да ги заштити северните граници на кинеската империја од нападите на племињата Ксиогну. Археолошките истражувања неодамна заклучија дека целиот кинески ѕид со сите негови гранки се протега на 8851,8 километар. Петра е легендарниот град со црвена роза, стар половина од времето. Бил антички главен град на кралството на Батај. Тоа е без сомнение највредното богатство на Јордан и најголемата туристичка атракција. Набатејците, кои го претворија во важен спој за патеките на свилата и за чините што ги поврзуваа Кина, Индија и Јужна Арабија со Египет, Грција и Рим. Најкомплексната зграда во Петра е Алказне. Ризницата, излабена од карпа, од песочник, таа е масивна фасада што прави се околу неа да изгледа мала. Мачу Пичу е едно од најубавите и највпечатливите антички места во светот. Мачу Пичу беше повторно откриен во 1911 година од хавајскиот историчар Хирам, откако лежеше скриен со векови над долината Урумбамба. Изгубениот град на инките е невидлив од остола и целосно самостоен, обкружен со земјоделски тераси и напоен со природни извори. Во вториот век пред новата ера, нова цивилизација се појавила во долината на Мексико. Оваа цивилизација ја изградила процутната метропола Теотихуакан. Пирамидата на Сонцето е изградена околу 100-та година од нашата ера, висока 75 метри. Изградбата на помалата пирамида на Месечината започнала 1 век подоцна и била завршена во 450-та година во новата ера. 7 века по смртта на империјата Теотихуакан, пирамидите биле почестени и користени од ацтеките и станале место за аджилак. Анкор Ват е огромен храмски комплекс со прекрасни остатоци од неколку главни градови на Кмерската империја од 9 до 15 век од нашата ера. Тие го вклучуваат познатиот храм Анкор Ват, најголемиот единствен верски споменик во светот и храмот Бајон во Анкар Том. Во текот на својата долга историја, Анкор помина низ многу промени во религијата, претворајќи се помеѓу хиндуизмот и будизмот неколку пати. Таа стана символ на Камбоџа, појавувајќи се на нејзиното национално знаме и е главната атракција на земјата за посетители. Тадж Махал е огромен мавзолеј од бел мермер, изграден помеѓу 1632 и 1653 година по наредба на императорот Могал Шах Јахан во спомен на неговата омилена сопруга. Тадж е една од најдобро сочуваните и архитектонски најубавите гробници во светот, едно од ремек делата на архитектурата на Могал и едно од најголемите места на светското наследство. Наречен капка солза на образот на вечноста, споменикот е всушност интегриран комплекс на структури. Покрај мермерниот мавзолеј со бела купола, тој вклучува уште неколку прекрасни градби. Партенон на врвот на Акропол е една од најпознатите градби во светот и посетата на Атина не е целосна без посета на овој храм. Изградбата на Партенон започнала во 447 година пред новата ера, а бил завршен во 432 година пред новата ера.
Целта на Партенон беше да се смести масивна статуа на Атина Партенос, направена од слонова коска, сребро и злато. Колосеумот е најголемиот и најпознатиот амфитеатар некогаш изграден во Римската империја. Изградбата ја започнал императорот Веспазијан од династијата Флавија во 72-та година, а ја завршил неговиот син Тит во 80-та година. Колосеумот можеше да собере околу 50.000 гледачи кои можеа да влезат во зградата преку не помалку од 80 влезови. Гледачите беа заштитени од дождот и топлината на сонцето со едра наречени велариум околу врвот на таванот. Колосеумот е една од најпопуларните туристички атракции во Рим и стана иконски символ на царскиот Рим. Великденски остров или Источен остров. Светски познатите Моаи се монолитни статуи лоцирани на Великденскиот остров, еден од најизолираните острови на земјата. Статуите биле излабени од полинезиските колонизатори на островот, главно помеѓу 1250 и 1500 година од нашата ера. Покрај тоа што ги представувале починатите предци, Моаите се сметали за олицетворение на моќни живи и поранешни поглавари. Највисокиот Моаи, подигнат наречен Паро, беше висок речиси 10 метри и тежок 75 тони. Статуите стоеа до моментот кога европејците првпат го посетија островот, но повеќето ќе бидат урнати за време на подоцнежните конфликти помеѓу клановите. Денес околу 50 Моаи се повторно подигнати на Великденскиот остров или музеите на други места.